Да бидеме искрени, јас се сложувам со дел од критиките кои што ние како локална самоуправа ги добиваме од јавноста во Охрид. Морам да признам дека последнава недела или последниве 10 дена имаше потврдење во работата и одговорноста на инспекторатот, на општинскиот инспекторат во рамките на неговата надлежност, бидејќи не секое работење на дивите поставувачи на тезги треба да биде санкционирано само од локалната самоуправа. Ние се грижиме за нашата надлежност. Меѓутоа секако тука постојат и државни институции кои што секој во рамките на своите ингеренции треба да се вклучи во таа акција за отстранување или спречување на диво поставување на тезги. Ние имавме интензивни комуникации, односно координации со инспекторатот и вработените во тој инспекторат во изминатите 10 дена. Дури беа изречени санкции кон некои од вработените во инспекторат кои што неодговорно се извршувале оваа работа и не постапувале по напаствијата кои произлегуваат од описот и пописот на нивните работни задачи, односно на нивното работно место. И тоа ќе го продолжиме и не смееме во ниеден момент да отстапиме од тоа. И секако дека оваа состојба која што можеби во последнава недела на некој начин изгледаше малце хаотично, ние ќе искорениме. И тоа бидете уверени дека ќе постапи онака како што налага законот и како што налагаат нашите ингеренции. Меѓутоа, ќе истакнам два моменти. Прво, едниот момент е дека ќе се сложите дека состојбата со поставување на тезги е драстично различна во однос на она како изгледаше градот пред 4 години. Тука мора да се согласиме сите. Второ, поставување на тезги според програмата која што е зацртал и ја донесол со одлука Советот на општина Охрид, мислам дека не е грешка. Сепак има одреден број на граѓани на Охрид кои што на некој начин живеат од тие тезги и од она што ќе го заработат во текот на една летна само сезона. Секако тие тезги стојат само 2 до 3 месеци, а не во тек на цела година. Меѓутоа, повторно ќе нагласам во рамките на програмата која што сме усвоиле на Совет и со зачување на оние локации кои што се строго дефинирани од страна на секторот за урбанизам и усвоени со одлука на Совет. И сметам дека не е погрешно, бидејќи тезги имате на секаде. Значи, во било која туристичка дестинација, помалку или повеќе на секаде во светот. Меѓутоа, не само во вакви дестинации како што е Охрид, има големи дестинации, големи градови или метрополи. Меѓутоа, не само тезги, имате и диви поставувачи на тезги. А претпоставам дека некои од граѓаните на Охрид или од јавноста кои што се придружуваат на критиките, го посетили Њујорк, го посетили Менхетан, каде што имате море на диви поставувачи, односно диви продавачи на сувенири или бижутерија, кои што буквално можете да ги видите во центарот и во главните улици или шеталишта во Њујорк, односно во Менхетан, кои што секако дека надлежните служби во Њујорк се справуваат секојдневно со нив. Истото може да го видите и во Париз, на најатрактивните локации во Париз, да видите диви поставувачи на тезги, на кебина, на чаршафи, кои што ви изложуваат и ви продаваат разни сувенири карактеристични за Париз. Истото може да го видите и во Фиренца, може да го видите во Прага и други приморски дестинации. И тоа е појава која што имате насекаде и која што надлежните служби, односно постојано се справуваат со таквите појави. Истото го правиме и ние. Значи, тие тезги кои што можеби изгледат неугледно или можеби изгледат непримерно, секако дека се делат дивите тезги со кои што ние се погледаме и ќе се спредоставаме.